Нашето утринско будење и она кое што утрински го подготвуваме и веќе делумно е подготвено, со оглед на тоа што уште од вчера покиснавме чија и добро е кога така не е подготвена. Чија пудингот е некако некој избор кој што е почест, верувам, ке многумина, особено кога зборуваме за придобивките од чија пудингот, односно во комбинација со различно овошје, а секогаш добро дојдена е комбинацијата со банана и шумско овошје и овој пат изборот на грчки јогурт, но со вкус на јагода. Прилично вкусно, малку повеќе шеќери од вообичаениот грчки јогурт, но секој како милува, особено доколку сакате на утро, да, малку, да се расуните малку побрзо и нели да се засладиме за старт на денот. Тоа ќе го направиме ние денеска, а и ќе го реализираме нашето утринско будење. Да, пред малку ви откривме дека ќе се поврзаме со Охрид, во моментов најубавиот или најпосетениот град во нашата земја, а не како синоним за Охрид, особено па во летен период, е и господинот кој што го гледате во моментов, Владимир Василевски Четкар. Четкар, добро утро! Добро утро! Добро утро, како сте, девојки, дали сте добри? Одлични, како и секогаш наутро. Да, расположени, станати уште од 5. Така што денот одамна ни е започнат. Кажи ни, Четкар, ти како си и дали тебе денот секогаш вака рано ти започнува или сега ептен те разбудивме? Јас сум, уште не сум заспан, да ви кажам искрено, така да ми е таман за спијање. Реков се ти завиме пред да заспијам и ме почекам. Иначе не гледам во моментов, нешто се случи со стиката, ама се надевам вие ме гледате мене. Да, те гледаме. Те гледаме, можеш да зборуваш слободно, ако не слушаш добро, тогаш ќе нема да имаме проблем. Одлично ве слушам, супер. Четкар, јас завидвам, помалце некој пат што сакам да сум утрински тип на човек, ама некако со начин на живот и работа не ми пошло од рака никој пат то. Ама знам дека е најубаво се разбудиш со денот и најмногу работа може да завршиш така. Така е, да. Но добро, ти си ноќна птица, затоа што функционираш во ноќните часови и еве велиш уште не си ни легнат, тоа што значи каде се одидеше забавата вчера? Имаше некаков настап или како? Немаше бас забава. Работам на некои работи на турнеи со различни временски зони и сум претежно онлайн поврзан исто вака како се емисијава и бидејќи негде 6 сати, 7 сати плюс или минус и морам да ги работите завршам. Благодарение на модерната технологија тоа е возможно, меѓутоа од друга страна некои работи ќе си патат, тоа е. Да, различен биоритам секој од нас во зависност од својата професија и тоа кое што го прави, но сонот е секогаш неопходен, така што ако си бил буден цела ноќ, веројатно сонот треба да се надокнади, а тоа ќе биде во овие утрински часови, веднаш по утринска на Телмат и благодариме што те одвои дел од времето утрото или пред да легнеш да се слушнеш заедно со нас и со нашите гледачи. Веројатно многу новости што можеме да ги соопштиме за тебе, а при тоа нешто кое што исто така е составен дел од оваа наша рубрика е нели кога започнува денот, па кога и да е тоа, како започнува и кои се твоите ритуали. Имаш ли простор каде што одвојуваш време за некаков ритуал, кој што тебе ти е значаен и кој што апсолутно ти влие за понатаму за текот на денот? Така, апсолутно веројатно и на многу му е слично. Јас обожавам кафе и посебно првото кафе, без разлика кој дел од денот ќе да речеме во утринско кафе. Ми е најбитно и најслатко. И тој период некако сакам да сум смирен, да не се пуштам нагло во работа, него да чекам да се самиот разбудам во себе и кафето ми помага и после тоа нели почнам се нафатам на работите, па почнам со мала, обично со 2 кафиња, едно по едно и после ќе се напи нормално пијам и вода многу. И после одам на спорт, вежбам одма непосредно кога станаме, но сат време, час време, одам дали тука во некој парк или подалеку, дали потребно ми е само како шипка физичка активност. Пардон? Велам, потребна ти е некоја физичка активност за да дополнително го разбудиш телото. Така е, пошто иначе не може да се разбудиш туку така, а и на некој начин тоа ме одржува да сум окуба. Млад.
И енергичен, еве јас ќе те надополнам. Знаете што, вистина помагаат, ево кога одаме турнеи од град во град, промена на временска зона, бен со бен, па проби, па на сцена и на крај тонски проби, па на крај контакт со публиката, многу помага. Да си енергичен, да го даеш максимумот од себе и мислам дека поинаку не би можел да го работам ова ако не се бавев со спорт. Значи тоа е тајната на твојот изглед, Четкар, така? Да, тајната, да, откриена се. Откриена е тајната. Но велиш, сакаш кафе, си страстен љубител на кафе, со оглед на тоа што си доста прошетан благодарение или на твојата професија, уживаш ли посебно кога одиш не знам па и на други континенти, во други држави, така како еден посебен ритуал да конзумираш вистинско кафе? Да, кај да сум. Дали сум во Европа, во Азија, во Америките, кафето ми најбите, стално барам потрага, ако некој пат си носам со мене, си правам кафе, што вика pour-over, како што го мелјам па вода, слично како филтер или филтер или еспресо. Ама сакам со млеко да го пијам претесно првото кафе, некој пат ако кратко еспресо не морам, меѓутоа ако сте кафежи, дали арабика, пој ќе сакам арабика, меѓутоа и робусто некој пат микс, ми прават кеф и италијаните што прават микс. Али сватив дека не се само италијаните, дека има многу нации во светот што се фанатици за кафе. Вам дојдете Кореја, например, мислам дека пој ќе немам видено во животов кофи шопс, тие мали кафулиња, обсесирани се со квалитетно кафе. Значи, тоа е веќе глобална, да кажам, работа и навистина, како помирисам тој мирис било каде и да сум пијам со сетилата, со други мирисот, со очите. Сигурно ве разбира ако сте љубители на кафе. Да. До толку не, ама сме страствени уживатели на кафе и знаеме што значи тоа посебниот мирис. Да, и всушност кафето е и токму за тоа, еден пијалок кој што нуди такво задоволство. Интересно е, например, некои не љубат многу кафе, во мајка ми не сака многу да пијат кафе, али првото кафе си го сакаат многу. Значи, тие луѓе што не го толку сакаат кафето, пак првото му е посебно. Да, има многу кои што ќе се пронедат во тоа, секој со својот различен вкус и избор, но многу љубители има на кафе и кај нас и знаеме вистински да уживаме во тоа. А она кое што се разбира би те прашале е како ти уживаш во твојот Охрид. Многу пати имаш кажано дека во Охрид уживаш најмногу, бидејќи тоа си е твое место, твое прибежиште и дел од животот, да речеме, или дел од времето каде што и покрај тоа што се разбира работиш и се подготвуваш за нешто ново и вистински одмараш. И сега го поврземе Охрид и кафето. Какво е кафето во Охрид? Како уживаш на кафе во Охрид? И дали е вистина дека Охрид оваа сезона исто како и другите, па да речеме, балкански земји кои што се разбира меѓу другото имаат море, ги покачија своите цени, па дали во Охрид веќе се наполни со туристи? Каква е ситуацијата таму? Верувам дека можеш да ни ја пренесеш вака од прва рака. Па вака има туристи, сакам претежно странци, почна да е поинтензивно овие неколку денови. Јас гледам како е по рестораните, по кафулињата. Цените се покачени дефинитивно и што мислам дека тука малце јас не се разбирам во тоа, меѓутоа не е нормално на некои места кафето да е со иста цена како на пример во Манхетен или во Токио, бидејќи стандардот не е ист, нормално. И тука малце самите угостители треба да си стават прст на мозокот, дека имаме и домашни туристи, имаме и луѓе што живеат во Охрид през цела година. Значи, тие најмногу се штетени. Имаме и луѓе од другите градови кои што нели доаѓаат во Охрид на одмор и треба нели баш да може да си дозволат. Така, мора да има некој баланс. Јас дори сум имал искуство во некои земји кога патував, беа едни цени за домашните туристи, други цени за странските туристи. И охриѓани ли така прават? Али беше прекрасно чувство. Јас некој пат ќе се клопев во тој латино свет и ми дава и домашни цени. И не зборувам шпански, зависи кај ќе патувам. Меѓутоа,
Шега настрана, мислам дека тука треба малце поќе сосет, поеснавски, затоа што луѓето саќаат да се смеат навика, да пијат почесто кафе, и зашто дека тоа не е некако избалансирано со цените. Иначе, прекрасна е моментално, да кажам, боите се прекрасни на Сабајлево, сега поредко ги гледам, ама езерово е биѓур чисто, малце оладено дека дуваше севера, ама сега ќе се стоплиц дека деноиве се жешки, и тоа е добро, што навистина тој мирис што доаѓа од езерово, самата природа, кога го почувствувам, ме смири на некој начин, знам дека сум дома и генерално верувам на сите македонци, Охрид е некако за дел од животот биле тука, дали како деца, дали како возрасти, и го носи некој, не само да не зборувам само за цените, него му носи и прекрасни мемории. Да. Четкар, кога си во Охрид, стандардно и приредуваш добри ноќи забавни за туристите и па и за домашните нели туристи и за странските. Има еден настан кој што го најавуваш некаде кон крајот на месецов. Може да ни споделиш малку детали за што станува збор, ке има ли уште неколку во меѓувреме или не знам до крајот на летото, што се случува на тоа поле? Да, моментално ќе имаме еден поголем концерт кој е најавен 26 јули, сабота, во Деспина Евент Венју. Тоа е, значи, одма после студентчишта мостот, пешки 10 минути од мостот, таму према плажите Инекс. И на самото езеро, лани за прв пат таму настапив и годинава се спремаме уште повеќе со уште повеќе ентузијазам и изненадувања, така да ево ве канам, тоа ќе посебно дека не правам многу често настапи, концерти, ова ќе е навистина еден убав момент да го проследиме заедно, да се дружиме и да размениме што повеќе убава енергија и да се спомниме убави работи во младите. Така е, да. Таман ни завршува нас сезоната некаде на 25 јули, па може да дојдеме да прославиме со Четкар во Охрид. Наредниот ден ве чекам таман и на кафе, не мора да е толку рано Сабајле како сега. Таман и ние ќе поспиеме. Да, и вие ќе имате таман одмор, а ако сте тука, со најголем кејф ќе ми задоволство да сум и домаќин јас вас. Баш не е мило што е тоа така и тоа е едно, да речеме, вистинско уживање, па и дружба, а летните денови се како создадени за сето тоа. Колку во лето одвојуваш време за твоите пријатели кои што веројатно се многубројни во Охрид и колку одвојуваш време на плажа, со оглед на тоа што и покрај Охридското езеро и на плажите во Охрид исто така е вистинско уживање, па таа дружба и езерото и плажите е една совршена комбинација за добар ресет, како велиме, непосредно пред почетокот на нова сезона, веројатно и за тебе од септември па натаму со нови идеи и планови. Така. Јас, бидејќи сум нонстоп на велосипед, точак возам нонстоп, си имам нонстоп до движење и во висадите, нели позади точакот, имам и како пешкири, купачи, све, како би се напред, кејф само застанам, се фрлям везеро. И продолжуваш. И продолжувам и тоа ми е на некој начин голема слобода. Мислам дека е стварно привилегија така да можеш да функционираш дел од денот барем. И исто пријателите да се видам нормално некој пат, да, битни ми се пријателите од детството и некои нови пријатели што ги запознал скоро, ги чекам, ги пречекам, некој пат се чувствувам како одбор за дочек и пречек во Охрид. И реално знам и да избегам, само не кажете никому, од градов, чисто да се одморам самиот, бидејќи вистина е напорно, самите можете да претпоставите. Да. Туристичка сезона и доста луѓе доаѓаат и на сите ние ќе да се видиме, ама толку е силата, мораме да се фокусираме некој пат и на себе си. Така е, не некој пат, веројатно секој пат, а можеби тоа е дел и од твојата формула зашто си секој пат вака насмеан или видиме ниту еден ден не е константа, секогаш имаме различни ситуации, некои можеби да не изнервираат, да речеме, други да не расположат, кај секој човек е така, но успешноста е или вештината е во тоа да се задржи на смевката, што тебе те карактеризира, вака може да се согласиме.
Ти благодарам. Јас навистина мислам дека одлука е кога почне денот, кога станеш, нормално со сите стреси што се соочивме и сите имаме нервози во нас, меѓутоа одлука е да одлучиш што ќе предоминира во тебе дента. И речеш денес ќе ми денов убав. Ќе се потрудам да ми убав и кога ќе се секираш многу, искуството ќе ти каже на крај, па не можеме вака да живеам цел живот со секираци. Нормално ќе ги имаме проблемите, меѓутоа некако да ги решаваме со по-лефтерно, со повеќе ведрина и мислам дека тоа е единствениот начин животот да ни е поубав. На сите. Така е. Да. Па еве Четкар, ова нека биде убава порака до сите гледачи кои што утрово се со нас, како поинаку малку или попозитивно да гледаат на животот во сите овие нервози и стресови кои што сите ние ги имаме, а како беше една реплика од акторот Марко, ако не се лажам, полот стресовите не сме си ги ни доживееле, туку само си ги замислуваме. Да, само со сценарио во нашата глава. Да, така што навистина треба да од нас зависи нели како ќе го стартуваме денот. Нас ни е исклучително задоволство што утрово го стартувавме со тебе. И ти благодариме навистина што ја сподели оваа убава енергија заедно со нас и со гледачите. Ти посакуваме, како се ќе кажеме, добар сон, ќе спиеш. Па ќе видам, ќе се потребам да заспиам, некој пат не може да ја тргне до драка, али во секој случај ми кеф што се слушнавме и мене ве обожавам и Цеце Ивана, двете, јас сега можда не ве гледам, ама прес како правевме проба, ве видов и многу сте лични стално. И стално и сте позитивни. Да, така да не видеше малку подолго и тебе уште поубав ќе ти беше денот, сигурно. Точно сигурен сум во тоа. Али ќе надокнадиме за брзо се надевам. Така е, Владимире, фала ти многу и ти посакуваме убав ден, убав одмор во Охрид, иако ти си тип на човек кој што сака и да одмара, и да работи, и да се дружи се во едно. Впрочем, тоа те карактеризира и како еден вистински личносно и уметник и музичар и сето она кое што си, а со кое што Македонија се гордее. Пак и те очекуваме во следната наша нова сезона, со веруваме нови успеси, нови фасцинации и сето она кое што го прави широм светот. Ви благодарам од се срце, најубав ден за вас, за гледачите, за цела екипа на Телма и да се гледам само за убав. Четкар, само уште една минута, тоест може и 30 секунди, бидејќи се движиш на велосипед, а се почесто и се снимаш, биди многу внимателен. Важи? Пазам, очни позади, напред имам и ама во право сте, многу луѓе ми го спомнале тоа и да чукам дрво, за сега сум добар. И да бидеш добар. И да бидеш добар и да продолжиш и на тој начин да ја забавуваш твојата публика и луѓето кои што те следат. Ти благодариме многу за ова утринско дружење и имај убав прв ден од јули, така ќе кажеме. Добар старт на месецот. Поздрав. Така е, да сме здрави и живи, тоа е најважно и се разбира за тоа треба да се погрижиме како вели Четкар, не само што ќе си ги сетираме мислите да бидеме позитивни, но и ќе се грижиме за тоа како и на кој начин и го почнуваме денот и што е тоа што го внесуваме. Изборот наш за утрово го споделивме, тоа е еден чија пудинг, така со една да речеме комбинација која што е почеста и која што ете можеме да погледнеме како тоа изгледа, мислам дека е добро. А и вода со малку витамин С, што е освежително за утрото и нешто кое што го препорачуваат и нутриционистите кои што ни доаѓаат во студиото.